Гостин во вестите на Сител е вице-премиерот за економски прашања, Кочо Енгјушев. Господин Енгјушев, добар ден. Добар ден, ви благодарам за поканата и поздрав до вашите ценети гледачи. Може би делува малку чудно што сте во овој дел од вестите со оглед на тоа дека почесто ве гледаме во бизнис вестите, меѓутоа во последно време некако често ве поврзуваат со решавањето на спорот. Со името да почнеме од почеток, кој тоа е заинтересиран да ја купи вашата ЕДС? Значи, ова влада на самиот почеток кажа дека ќе биде транспарентна. Јас во тој дух најтранспарентно го објави својот анкетен лист и во тој анкетен лист се види целокупниот имот кој што го поседува Кочо Енгјушев. Во таа смисла, дел од тој анкетен лист беа и уделите кои што моите компании ги имаат и односно јас ги имам во истите тие компании. Една од компаниите ЕДС, јавноста беше со право сензитивна на тие бројки и сензитивна на однесувањето, имајќи го во предвид претходниот период од 11 години, јас таа сензитивност ја разбирам и точно заради тоа реков, иако не е во согласност со закон, но од морални принципи, моите компании нема да учествуваат на државни тендери, тоа така и се случуваше. Меѓутоа учествуваа на дел од тендерите, па тендерите потоа беа поништувани, па имаше и такви ситуации. Повторно ќе се вратиме на истата тема, тоа беше пред да бидам јас подпредседател на влада, а откако станав, јас се откажав од сите тие и мислам дека тоа е доволно објаснето. Сега ќе се вратам на и уште еден сегмент и реков дека компанијата ЕДС ќе биде продадена, сите тоа да го пратат транспарентно, легитимно е, јас сум носител на јавна функција, граѓаните да ја имаат таа информација, иако станува збор за приватна компанија, која што никаква врска нема со политика или со држава, меѓутоа со оглед на мојата функција, јас и последниот граѓанин додека прашува, стрпливо ќе одговарам на тие прашања. Која е компанијата која е заинтересирана да ја купи ЕДС? Се продава компанијата ЕДС, која што е снабдувач со електрична енергија, која што работи во 9 години, во 9 земји. Последнава година имаше интензивни преговори со повеќе страни, таа е регионална компанија, логично е регионални компании да бидат заинтересирани, значи компании од регионот. Имаше разговори со повеќе компании, конечно, значи компанијата PPC, или тоа е грчкото државно електростопанство, имаше најдобра понуда, не само во смисол на финансиска најдобра понуда, него и во смисол на најдобра перспектива за компанијата и за клиентите на компанијата, бидејќи мене ми е многу поважно да таа компанија како мое дете обстојува и во следните години и функционира и работи. Тоа ќе се случеше и без јас да бидам подпредседател на влада. Значи, мојата намера и цел беше да јас компанијата ја формирам како стартап компанија во Република Македонија пред 5 години, да целиот мој ноу-хау во таа дејност го искористам за да направам еден цел систем од компании во регионот и конечно да тоа го продадам. Тоа ќе биде, мислам, еден од најуспешните стартап компании продадени кои што ќе бидат гордост на сите вработени. Она што е многу важно, ќе извините, ќе ми дадете уште една секунда само, е дека цената и сите, значи, чекори е направена врз база на ревизорски извештаи од меѓународни реномирани ревизорски куќи, кои што ги ангажираше сите страни, значи сите што преговараа си ангажираа своји куќи. И таму цената е многу фиксно детерминирана и таа ќе биде многу јасна и позната, бидејќи јас ќе ја пријавам во мојот анкетен лист и сите граѓани ќе видат точно, значи, која ќе биде сумата. Таа е далеку и различно од сето тоа што за вас вака не е сумнително тоа што државна грчка компанија е заинтересирана да ја купи ЕДС и тоа компанијата токму на македонскиот вице-премиер. Ајде сега вака да ве прашам. Значи, не, апсолутно не. Заради тоа што државните компании се тие кои што имаат позади себе производство. Па ева на исто државна компанија. Значи, требаше да ја купи или компанија од Грција, или од Бугарија, или од Србија, или од Албанија, или од Хрватска, или од Австрија. Тие беа, значи регионален е пристапот. Па ајде, јас ќе ве прашам најтранспарентно. Ако ја купеше Добро, не сме овде да одговорам на прашање. Не, јас ќе сакам хипотетично да ги поставам прашањата. Ако тоа беше бугарска компанија, па веројатно ќе бев обвинет дека тоа е заради договорот за добрососедство. Ако тоа беше албанска компанија, веројатно заради, не знам, јазикот. Ако тоа беше српска компанија, веројатно со црквата нешто, видите. Тоа само покажува колку ние сме затворени како држава. Ние треба ги отвориме процесите. Ние треба да не ги мешаме работите, значи, на бизнисот со политиката. Видете, стопанството мора да се развива, мора да тече. Значи, практично мене ми се малце несериозни ваквите обвинувања што ги слушам во последно време. Јас претпоставувам дека и тие што ги зборуваат сами на себе не си веруваат на тоа што го зборуваат, а ако си веруваат, тогаш ние имаме сериозен проблем. Тоа значи дека тие во тој случај и не знаат, значи, да направат разграничување. Во нивните глави се уште некакви конспиративни шеми, уште некои белизе шеми.
Видете, јас транспарентни македонски компании со платен данок прикажувам. Ја не прикажувам Белизе компании. Јас сум малце изненаден и од една друга ситуација. Тоа е, видете, Христијан Мицкоски е новиот председател. Дозволете ми, имам и зошто ова го зборувам. Значи, заради тоа што ние заедно сме работеле. Значи, на институт за механика на Машински факултет во Скопје. Веројатно таквите партиски пресмети може да ги водите на некое друго место. Господина Ангјушев, она што ме интересира, некако веројатно ради тоа ве вклучија во сето целата оваа ситуација, зашто пред да се добија оваа информација, вие во јавност излеговте со став дека за вас се прифатливи некои решение на спорот со името. Како размислувате денеска? Што за вас е прифатливо како решение на овој проблем? Значи, јас не сум дел од процесот на преговарање. Процесот на преговарање во рамките на Министерството за надворешни работи, во рамките на Обединетите нации под медијаторство на господинот Нимиц. Ќе се надоврзам само на она што зборив и директно ќе ви одговорам на прашањето, бидејќи е многу важно. Јас се надевам дека, бидејќи се познавам и лично со господинот Мицкоски, тој беше асистент на предметите на кои што јас бев професор и сега заедно соработуваме како професори на истиот институт, се надевам дека тој не стои зад овие изјави, дека ова се некои одгласи во ВМРО од минатото кои што претпоставам, бидејќи ги видовме дека тие дојдоа, го слушаа Столтенберг и сите сваќаме во кој правец треба да одиме. Да се вратам на вашето конкретно прашање. Мојата изјава беше дадена во еден поширок контекст на економијата, а сега ќе ја повторам пред сите гледачи да биде јасно, значи што сум сакал да кажам со сето тоа. Значи јас реков овака: прашањето на името, бидејќи бев директно прашан, е прашање на надворешната политика и како што веќе објаснив. Но тоа е воедно и економско прашање. Зошто? Затоа што вие можете да правите економски мерки колку сакате во државата, но ако немате две базични работи во државата, нема да има сериозен развој на економијата. А тоа е владење на правото и тоа е стабилна држава. За да имате стабилна држава, вие треба да бидете дел од европските и НАТО интеграции. За да бидете дел од европските и НАТО интеграции, нормално сите покажуваат дека треба да се реши проблемот со името. И реков, оваа влада е отворена да тој проблем го реши. На прашањето на вашиот колега новинар дали тоа би било име едно, друго или трето, јас реков, народот на Република Македонија ќе одличи кое е тоа име кое што ќе биде прифатливо, а за мене било кое име да биде прифатливо, па ги набројавме сите, јас ќе го прифатам лично како прифатливо. Еве, тоа е она што јас го кажувам и мислам дека е време кога сите ние треба многу честно и храбро да ги кажеме нашите мислења, за разлика од тоа кога едно кажуваме во јавноста, а друго зборуваме во телефонските разговори што ги слушаме. Мислам дека храброст денеска, за разлика ако храброст и патриотизам било во 1903 година да се биде Илинденец, ако било храброст и патриотизам во време на Народно-ослободителната војска да се биде во антифашистичката коалиција, ако требало во 91 година да се биде за самостална Македонија, денеска е патриотизам Македонија да се влесе во НАТО и во Европска унија. Тоа е начинот со кој што ние ќе обезбедиме подобра иднина за нашите деца. Не треба да гледаме дневно политички на овие прашања и мислам дека оваа влада, односно преговарачите, чија тим дел не сум, имаат значи капацитет, имаат визија за тоа да се случи. Така, ќе го оставиме да тече процесот во однос на преговорите зимата. Јас ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето во Вестите на Сител. Ќе видиме какви информации ќе добиеме неделава и посредбата за Ципрас во Давос за однос на тоа што може да се очекува и ќе го следиме процесот на продажбата на ЕДС. Ви благодарам и јас со гордост ќе го објавам, бидејќи мислам дека тоа ќе биде гордост и на македонската економија и на сите вработени на кои што јас се користам оваа прилика да им се заблагодарам и да им честитам. Ви благодарам, ние продолжуваме